Благодарам подпредседателе, почитуван подпредседателе, почитуван заменик министар, почитувани пратеници, почитувана јавност, почитувани медиуми. Денес пред нас е предлог на закон за задолжување на Република Македонија со заем кај Светска банка по договорот за заем за финансирање на проектот за енергетска ефикасност во јавниот сектор, скратена постапка. Вкупната вредност на проектот, финансиран со заем од Меѓународна банка, изнесува 25 милиони евра, рокот на отплата е 12 години со вклучен грејс период од 3 години. Каматната стапка е 6-месечен еурибор зголемен за фиксен распон. Сега јас ќе почнам, ќе цитирам еден пратеник од СДСМ, што кажуваше при едно вакво задолжување во еден изминат период. Цитирам: "Денеска ќе си соберете храброст и на македонската јавност ќе и признаете дека ова е веќе држава која што живее на рабуш. Не, господа, со вас излегување на крај нема, но барем да ми одговорите едно: кој ќе ги враќа овие долгови? Дали сте свесни дека сите македонци по еден бубрек да продавате, нема да можеме да раздолжиме Република Македонија? Сите од прв до последен. По еден бубрек да продаваме, не ја враќаме Македонија, нема да застане на нозе." Затворен цитат. Ова се кажува при долг на Република Македонија од 38,3% од бруто домашниот производ, кога Република Македонија е умерено задолжена држава. И сега јас ќе ве прашам, што треба ние да продаваме за да застане Република Македонија на нозе? Кој мислите да ги враќа овие долгови? И до кога Република Македонија живее на рабуш, како што кажувавте вие, во еден изминат период? Какво лицемерие! Ке се вратам на законот. Денес се носи законот, меѓутоа, после стапување на сила на законот за енергетска ефикасност, потребно е да се донесат сите подзаконски акти поврзани со овој закон, дадени во член 65 од истиот. Тие подзаконски акти ги донесува владата со уредба со која се усвојуваат целите за енергетска ефикасност, стратегија за реконструкција на згради, тоа се 7 подзаконски акти. Министерот донесува правилник со кој детално се пропишува содржината и формата на програмите за енергетска ефикасност и овие точки се 14, подзаконски акти. Натаму, агенцијата донесува програма за обука и усовршување на енергетски контролори на големите трговци и така натаму. Министерството во соработка со службата за општи и заеднички работи при владата подготвува и објавува список на зградите. Агенцијата подготвува и дава насоки и така натаму. Следен чекор по донесувањето на законот представува скрининг процес на сите објекти за кои се потребни активности во насока на подобрување на енергетската ефикасност. Овие законски акти не се донесени и прво треба да се донесат за да може да се аплицира, а потоа да се пристапи кон реализација. Потребно е донесени подзаконски акти, изработени проекти, план за активности и период на реализација. Ова мене ми личи на ветер и магла. Базата не е подготвена, а вие земате кредит. Дали има направено пресметка во која општина, на која институција треба да се пресмени дограма, фасада, енергетско ефикасно грејење, смерница како да се направат проектите? Трчате да земете кредит, а немате подзаконски акти. Земате кредити, а тие кредити ќе доведат до нови акцизи, поголеми даноци,
А за тоа жртва ќе биде македонскиот народ, затоа што тој ќе плаќа од неговиот. Значи, тоа е законот за енергетска ефикасност, да, инсулирањето на градбите овозможува да се користи помала енергија, помала потрошувачка на енергија, тоа доведува до помали финансиски трошоци и нормално помали емисии на стаклените гасови, а тоа доведува до подобрување на квалитетот на амбиенталниот воздух. Вие, борците за чист воздух, ветувавте дека во Живот за сите за 6 месеци ќе воспоставите фонд за животна средина, во кој директно ќе се земаат средства добиени од такси за животната средина. Секој таков денар ќе биде наменет исклучиво за проекти за подобрување на квалитетот на животна средина. Една лага. Ќе воведете систем за финансиска поддршка за изградба на филтри кај загадувачите во индустријата. Втора лага. Ќе донесете стратегија за заштита на почвите. Трета лага. Лага до лага и така натаму. Значи, денес, колеги пратеници, имаме човечка катастрофа, имаме здравствена катастрофа, имаме економска катастрофа. Наместо да набавите вакцини, вие земате кредит за енергетска ефикасност, а можевте во текот на овие 4 години да одделувате од буџетите по 120.000 евра, досега сите објекти ќе беа направени, затоа што толку ќе добијат од овој кредит. Ветувавте живот за сите и наместо живот гледаме рекет, корупција, криминал. А ова што е објавено денес со фантом фирми, тоа е скандал од невидени размери. Имаме само фантом гласачи, фантом фирми, ова вашето, колеги, крај нема. Ова е срам за македонскиот народ. Цел свет ве дозна. Ја потонавте државата. Се чудам како дозволивме да не донесете ова нешто. Што направивте од нас и што направивте од нашата држава. Ви благодарам.